Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Започнуваме со најава на дел од содржините кои ќе следат. Предметот работа со компјутер и основи на програмирањето станува задолжителен и за учениците во 4-то оделение. Развивањето на информатиско-комуникацијските технологии во најрана возраст ќе понуди квалитетен кадар на пазарот на трудот. По Неготино и Кавадарци под сомневање е дека смртоносниот стрштен слетал и во Чешиново, каде за среќа не каснал никого. Делчево ги бара новите младоженци за 10-та јубилејна пијанечко-малешевска свадба. Главен критериум е барем еден од младоженците да биде од овој регион. Предметот работа со компјутер и основи на програмирањето кој од минатата година стана задолжителен во 3-то оделение, од учебната 2016-2017 година ќе биде задолжителен и во 4-то оделение со 2 часа неделно. Ова денес го најави заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски, а целта е да се развиваат информатиско-комуникацијските технологии и употребата на компјутерските вештини кај децата од нивната најрана возраст. Ристовски нагласи дека програмирањето е приспособено на возраста на учениците. Пристапот е низ игра и развој на креативноста, да им се возможат основните познавања за ова област која ја зголемува логиката и когнитивните способности и ќе им користи и за други предмети во повисоките оделенија, а ќе придонесе за учениците што повеќе да се мотивираат да се определуваат за техничкото образование, за техничките факултети, затоа што потребите на пазарот на трудот во иднина ќе бидат со се поголем интензитет насочени кон техничкото образование. Објавен е огласот за невработените лица кои за својата добра бизнис идеја може да аплицираат за неповратни од 3 до 5.000 евра за отпочнување собствен бизнис. Најдобрите бизнис планови ќе бидат наградени со 3.000 евра за набавка на опрема и репроматеријали и 16.600 динари за основање на фирмата. Иновативните проекти ќе добијат поддршка од 4.180 евра за секое дополнително отворено работно место. Државата субвенционира нови 1.500 евра. Огласот трае до 20 мај и навистина представува една исклучително позитивна можност за сите евидентирани невработени лица да се стекнат со финансиска поддршка од страна на државата во висина од 3 до 5.000 евра. Тие средства да ги искористат за креирање на бизнис, за самовработување и тие средства немаат обврска да ги враќаат, туку единствено и едноставно да ги искористат во функција на акумулација за развој на она што тие го имаат замислено како деловен потфат. Нашата цел е да обезбедиме што поголем одзив, да обезбедиме што поголем број на поквалитетни проекти, за што предвидуваме и специјални надоместоци кои што изнесуваат во висина до 257.000 денари финансирање по единица проект или пак дополнителни 92.000 денари за предвидување на поголем број на вработувања и апелираме до сите евидентирани невработени лица добро да ги проучат овие можности, да аплицираат на проектот, а цело време ќе имаат логистичката помош од Агенцијата за вработување на Република Македонија. Државјаните на Република Македонија кои се на привремена работа или престој во странство, а при тоа сакаат да го остварат своето избирачко право на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија на 5 јуни, можат да поднесат пријава за гласање најдоцна до 9 мај 2016 година, а истата е веќе објавена на сајтот на Државната изборна комисија. Државјаните на Република Македонија на привремена работа или престој во странство кои сакаат да го остварат своето избирачко право на предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, закажани за 5 јуни 2016 година, можат да поднесат пријава за гласање најдоцна до 9 мај годинава, а истата е објавена на сајтот на Државната изборна комисија. За да можат иселениците да гласаат, потребно е да поседуваат валиден македонски пасош или валидна македонска лична карта, документ за престој во земјата каде што се иселени, пријава за гласање во најблискиот конзулат или амбасада, како и барање за запишување во избирачкиот список. Очекувањата се дека за изборите на 5 јуни околу 20.000 гласачи од диаспората ќе се пријават за гласање. Во просек во диаспората 55% од пријавените излегуваат на гласање.
Со последните измени на изборниот законник, пратениците од диаспората ќе се избираат по пропорционален модел во една изборна единица. Потребниот минимум гласови за да биде избран пратеник од диаспората е 6400. Тоа значи дека диаспората може да има максимум 3 пратеници. Со цел да се намали бројот на катастарски парцели со незапишани права на собственост во катастрите низ Републикава, донесена одлука сите кои досега не го евидентирале својот имот да ги достават потребните документи, пошто сте останато ќе биде завршено без собствениците да платат ниту денар. За 2016 година во катастарот во Штип како такви се евидентирани парцели во 3 катастарски општини. Со измените на Законот за недвижности од 2013 година на собствениците на имот во руралните средини им се даде можност за бесплатно запишување на правото на собственост на земјиштето од страна на катастерот како институција во сите општини каде процентот на неизложеност е поголем од 20%. За 2015 година во одделението на катастерот во Штип како такви биле определени катастерските општини Кучица и Парналија, а за 2016 година има 3 нови. Со оваа годишна програма за 2016 година плюс се преодведени како општини Мал Габер, Голен Габер и Ебеплија. Што значи тоа? Тоа значи да сите собственици што имаат незапишан имот, значи да се јават во одделението за катастар во Штип, да пополнат пријава за упис, подкрепена со доказ за собственост. За тоа е потребно да достават одредени документи за наследност или поседовен лист, за потоа бесплатно да бидат заведени во катастерот, што е од огромно значење за граѓаните на Република Македонија. Секако ова е голема заштита на граѓаните, бидејќи не се изложени на трошоци да прават геодетски елаборати, туку тоа го прави катастерот. Постапката е многу едноставна, граѓаните треба да дојдат до одделението, да го пријават својот имот, да ги донесат своите документи, дали се тоа пресуди, договори, решение и така натаму, заедно со катастерот потоа ќе се издаде на лице место, ќе се направи идентификација на парцелата и ќе се изврши бесплатно запишување на правото на собственост. Според систематското запишување кое на ниво на Република траело од 1988 до 2012 година, останале околу 20% од катастарските парцели со неутврдени права на собственост. Од 104 катастерски општини во изминатите 2 години, барања биле поднесени од над 10.000 правни и физички лица, а бесплатно се запишани над 16.000 парцели. Од град во село за нов почеток е новиот проект на владата на Република Македонија. Оваа мерка може да ја искористат лицата кои претходно живееле во село, а сега се преселиле во град и се уште имаат имот во селото каде што живееле. Жителите од руралните средини ги поздравуваат овие мерки и ги повикуваат граѓаните да дојдат да живеат во село. Новиот проект од град во село за нов почеток на владата на Република Македонија, со кој се заокружува цел сет на мерки да го подобрат животот на село и да го направат земјоделството уште поисплатлива стопанска гранка. Жителите од руралните средини ги поздравуваат овие мерки, ги повикуваат граѓаните да дојдат да живеат во село, велат ќе одгледуваат повеќе култури, со тоа ќе се зголеми производството на земјоделските производи, ќе им се подобри економската состојба и ќе бидат поздрави. Мислам дека тоа е многу добра мерка од владата за луѓето што го напуштиле селото пред неколку години. Мислам дека со тоа ќе се врати животот во селата, во руралните средини, со тоа што ќе се стави аспект на земјоделието, ќе се развие земјоделието, ќе има нови производи, граѓаните ќе произведуваат повеќе производи земјоделски, со тоа ќе има план. Мислам дека од тај аспект ќе се подобри економијата. Најидеално е младите да се враќаат во село, бидејќи ќе имат подобар стандард. Може да има и сточарство да се оформи, да си купат и стока, дават поволни кредит сега. 6.000 евра не е малку. Значи, ако се врнам препаче, там ќе седам. Сакам да седам, да поднесам кредит, да извадам. Може или не може? Поволниот пакет на мерки и бенефиции ќе се состојат од парични средства за купување, изградба на нова или реконструкција на стара или веќе постоечка куќа на село, бесплатно државно земјиште за работа и користење на бројните мерки кои преку програмите им стојат на располагање на земјоделците.
Мерките се однесуваат пред цена субвенции за набавка на земјоделска механизација, еднократна парична помош во рок од 18 месеци, потребна за почеток со работа и обезбедување на екзистенција, како и 80% поддршка од изградба на системот капка по капка, доколку се занимава корисникот со обработка на почва и растително производство. Со овие мерки ќе се придонеси и за натамошен развој на руралните подрачја, а посебно на развојот во селските средини. Семејството Стојанови од Чешиново се сомневаа дека азиски стршлен слетел во нивниот дом. Пред неколку дена го фатиле инсектот кој се нашол во алиштата, но за среќа не каснал никого. Смртоносниот азиски стршлен пред известен период се беше појавил во Неготино и во Кавадарци, кога тогашните испитувања потврдиле дека се работи за тој опасен инсект. Пред неколку дена семејството Стојанови од Чешиново фатиле стршлен кој се наоѓал во алиштата што се сушеле на терасата од нивниот дом. Сопругот на Мануела Стојанова ја облекол блузата во која се наоѓал стршленот и веднаш почувствувал дека има инсект во неа, па кога виделе се исплашиле оти чудно се однесувал инсектот. Го фатиле и го ставиле во шишенце. Кога пребарале на интернет и по прегледот на сликите и споредувањето, веднаш се појавил сомнеж дека станува збор за смртоносниот азиски стршлен кој што пред известно време се беше појавил во Неготино и Кавадарци. За среќа човекот не бил каснат. Додека сопруг ми обликуваше блузата, буквално почувствува дека е во блузата, ја протресе блузата и од блузата излезе стршлен. Мислам, беше стварно голем, страшен на изглед. Пребарав по интернет некои податоци и се сомневам дека се работи за азиски стршлен, кој што доколку се работи за тој е смртоносен за луѓето, па затоа апелирам до луѓето, мислам да внимаваат доколку се случи нешто такво, мислам да побараат веднаш стручна помош, бидејќи тој стршлен со сигурност се уште не знаеме, можеби еден од тие смртоносните, така наречени азиски стршлени, што пред неколку месеца се појавија и во Неготино. Имам слушнато исто така од неколку лица дека имат забележено исти такви стршлени во нивните домови. Доправа треба да се испитува за каков инсект се работи, а можноста дека се работи за азиски стршлен не е исклучена. Оти истиот е забележан во Неготино и Кавадарци, каде што тогашните испитувања покажале дека се работи за смртоносниот стршел. Овој инсект потекнува од Азија, има портокалова глава и може да порасне до 8 см. Лета со брзина од 60 км на час. Азискиот стршлен ги напаја пчелите, убива и до 40 во една минута. Тој е опасен и за човекот, има голем црн зап за боцкање, со кој е во состојба да предизвикува застрашувачки убоди кои личат на рани од куршум. Од неколку убоди може да престане работата на бубрезите, да го отежни дишењето и да предизвика смрт кај човекот. Поради големите климатски промени забележан е во повеќе балкански земји. Надлежните апелираат до граѓаните, доколку го забележат инсектот, да бидат особено внимателни, да не го провоцираат и да не се обидуваат да го фатат без заштита. Во случај да бидат каснати, веднаш да побараат лекарска помош за да примат антиалергиска терапија. Граѓанското движење за одбрана на Македонија вечерва со мирен собир во Кочани. Неколку илјади граѓани побараа да се стави крај на политичката криза во Македонија и да се одржат избори на 5 јуни. Да проследиме дел од атмосферата и изјави од граѓаните. Ние како граѓани самоиницијативно се собравме да дадеме поддршка за крај на политичката криза, да се стави крај на политичката криза во Македонија и за да се одржат изборите на 5 јуни. Еве ние граѓаните на општина Кочани со јавна поддршка излеговме достоинствено и културно на едно движење за да се стави крај на ова перипетија и недолично однесување на сите нас како македонци и со апел достоинствено да се одржат изборите
Минавме на маршрута низ општината и малку бевме на некој начин недостинствено однесување и свиркување, значи ние сите сме исти и заеднички да се здружиме до 5 јуни да докажеме дека сме македонци. Тоа сме били и ќе остане. Собравме неколку илјади граѓани денеска како поддршка на граѓанското движење за одбрана на Македонија со една единствена цел да упатиме силен апел до цела држава и до цела Македонија за конечно завршување и разрешување на оваа политичка криза. Единствено што бараме е да се слушне гласот на народот, да излеземе на избори на 5 јуни онака како што е предвидено и како што е закажано и секој слободно да изрази својата волја и да избере својата политичка опција и својата политичка партија. Мислам дека е време да имаме судир на политички идеи и да имаме конструктивни судири во Македонија и време и апелираме да престанат судирите на ваков начин, односно да ставиме крај со тоа што ќе излеземе на избори. Идеите на младите штипјани стануваат реалност. Еден од проектите на кои интензивно се работи е патека за екстремен велосипедизам. Оваа патека ќе биде во должина од 2 километри во штипската населба Кадидере. Штип наскоро ќе добие патека за екстремен велосипедизам. Ова беше една од предложените идеи на младите штипјани која стана реалност. Патеката ќе се протега во должина од 2 километри во населба Кадидере. Со ова беме ние мотивирани да и собравме околу 10 души да почнеме со изградба на патеката, односно од тогаш сме се собирале 7 до 8 пати, каде што секоја недела одиме и работиме на стазата која планираме да биде готова до крајот на јуни. Патеката ќе содржи повеќе екстремни спустови кои ќе бидат соодветно прилагодени на теренот. Во изградба се неколку скокови моментално и во еден план ние да направиме голем скок од 2 до 3 метра каде што ќе се скока цел пат. Во план се да направиме градина од камења каде што ќе биде малку поекстремно и длжината на патеката ќе биде околу 2,5 километри. Во летниот период на оваа патека ќе се организираат и трки за екстремен велосипедизам на кои ќе учествуваат и надпреварувачи од соседните земји и Балканот. За овие трки планираме да има гости не само од Македонија, туку и од соседни држави како што се Србија и Бугарија, но има пројавен интерес и од спонзори, исто така и возачи од Хрватска и од Грција. Советот на млади војнина ќе организира работилници на кои младите ќе можат да ги предложат нивните идеи за тоа како го замислуваат Штип. Во иден период ќе имаме слични вакви работилници, па сите оние кои што имаат слични идеи за да си го видат градот разубавен, можат да дојдат и да присуствуваат на ваквите работилници, а за работилниците ќе можат да дознаат на самата страна на профилот на Совет на млади, кај што јавно ќе бидат поканети сите млади и повозрасни да можат да си ги образложат своите замислени соништа за нивниот град. На предлог на младите од Штип наскоро ќе се започне со изградбата на пешачката и велосипедска патека која ќе биде продолжение на постоечката патека позади Исарот и ќе се протега во должина од 5 километри до населбата Караорман. Делчево ги бара новите младоженци за 10-та јубилејна пијанечко-малешевска свадба. Организаторот Културно-уметничкото друштво Гоце Делчев го објави конкурсот во кој главниот критериум е барем еден од младоженците да биде од пијанечко-малешевскиот регион. Започна имплементацијата на новата, оваа година јубилејна 10 години поред пијанечко-малешевска свадба во Делчево. Со објавувањето на конкурсот, организаторот Културно-уметничкото друштво ја започна потрагата за новите невеста и зет, кои својата љубов ќе ја кронисаат под превезот на старата традиција. Главен критериум и овој пат ќе биде барем еден од младоженците да биде од пијанечко-малешевскиот регион, сегмент што 10 години ја прави свадбата бренд на пијанец и малеш. Критериуми на конкурсот се еден од младоженците да биде роден во пијанечко-малешевскиот регион, во колку не се правно регистрирани, тоа да го направат, овој чин да го направат за време на реализација на свадбата. Го гледаме и социјалниот аспект, да напишат едно мотивационо писмо и да се пријават во Културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Делчево. Тоа може да го сторат и по електронски пат, се разбира и по пошта.
Организаторот оваа година одбележува уште еден јубилеј, а тоа е 40 години од меѓународниот музички и фолклорен фестивал Делчево 2016, кој ќе се одржи во септември заедно со главната имплементација на свадбата. На фестивалот очекуваме 15 македонски групи и 5 групи од странство. Оваа година новитет во фестивалот, од оваа година, јубилејната 40-та, фестивалот ќе биде со надпреварувачки карактер. Па мислам дека ако веќе имаме постигната бројката над 3000 оваа година, бидејќи ќе ги споиме фестивалот и свадбата заедно ќе бидат, и тоа ќе биде една цела манифестација која ќе трае негде околу 7 дена, а главната имплементација очекуваме на 2 и 3 септември, очекуваме бројка над 5000. Главната цел на свадбата е зачувување на традиционалните свадбарски обичаи од Пијанечко-Малешевскиот регион. Организатор е културно-метничкото друштво Гоце Делчев од Делчево, со подршка на општините Делчево, Пејчево и Берово, а главен покровител е Министерството за култура на Република Македонија.